Здраво на сите и добро дојдовте во 10-тиот дел на Зачудувачки факти. Во Туркменистан, водата, нафтата и струјата се бесплатни од страна на владата од 1993 година. Постои село во Холандија Гитхорн, кое нема улици и може да се пристапи само со кајче, добивајќи го прекар од Венеција на Холандија. Еминем добил понуда за главната улога на Елисиум во 2013 година, за која бил заинтересиран, но одбил бидејќи режисерот го одбил неговото единствено барање филмот да се снима во неговиот роден град Детройт. Ова е Биг Джейк, најголемиот коњ во светот. Висок е 2 метри и 10 сантиметри. Во викторијанска доба имале посебни шолји за чај кои го заштитувале вашиот бркот на топување во чајот. Во 2013 година 59 годишен човек по име Алан Марковиц, вознемирен од својата бивша сопруга која го изневерила, купил куќа веднаш до нејзината со огромна статуа на среден прст во дворот. Пред околу 350 од 420 милиони години пред дрвјата да станат чести, земјата била покриена со огромни стебла на печорки. Постои куче по име Фејт, кое е родено без предните нозе, но научило да оди на своите задни нозе. Кучето и неговиот собственик патуваат во воените болници за да демонстрираат дека дури и куче со тешка попреченост може да живее целосен живот. The Lion King се сметал како мала втора опција за време на продукцијата, бидејќи сите најдобри аниматори на Дизни работеле на Покахонтас, кои тие го сметале за главен филм во тоа време. Има спа центар во Индонезија кој користи питони поставени на телата на клиентите како вид на масажа третман. Ова е слика од Мерилин Менсон без шминка. Во јануари 2014 година 39 годишен човек по име Фердинанд Пуентес преживеал авионска несреќа во близина на брегот на Молокај, Хавај. Тој не само што ја снимил целата работа на неговиот GoPro, туку успел да го направи и ова селфи. Метростаницата во Москва прифаќа 30 склекови за билет како поттик за повеќе вежбање. Во 1947 година Шугар Рей Робинсон, еден од најдобрите боксери на сите времиња, се повлекол од борбата бидејќи сонувал дека ќе го убие својот противник. Откако бил убеден да се бори, тој влегол во рингот и губил својот противник. Светското првенство во фудбал во 2022 година ќе се одржи во Лусел, Катар, град кој се уште не постои. Најефикасниот фудбалски надпревар во историјата, признати од Гинесовата книга на рекорди, завршил 149-0 помеѓу два тима во Мадагаскар во 2002 година. Тоа се случило бидејќи еден од тимовите почнал да постигнува автоголови во знак на протест поради лоша одлука на еден од судиите. Постои печорка во дивината наречена Лате Поријас, која има вкус на пржено пилешко. Сахара е само во сушниот период и се очекува да биде повторно зелена за 15.000 години. Во 2007 година Джошуа Бел, наградуван виолинист и диригент, направил експеримент во кој тој се преправил како уличен виолинист. Тој ден речиси 1100 луѓе поминале покрај него без никој да сопре и заработил само $31. Само 2 дена претходно имал концерт во целосно распродаден театар со $100 цена за секое седиште. Виолината на која свирал на улицата вредела $3,5 милиони. Во 1567 година Ханс Стенингер, која имал најдолгата брада во светот, долга речиси 1,5 метар, починал, кога го скршил вратот случајно згазнувајќи на неа. Тоа беше се за 10-тиот дел на 10 зачудувачки факти. Фала им многу што го поддржувате овој серијал и доколку сакате уште, лајкнете го ова видео и субскрајбнете се на овој канал. Чао!